За нешто помалку од 2 недели земјоделците ќе можат да купуваат така наречена зелена нафта, најави денеска првиот човек на пладежната агенција Никола Бабовски, потпишувајќи го договорот со Макпетрол за нејзина дистрибуција. Колку владата за почеток ќе покрива од трошоците на земјоделците за гориво? За почетокот, државата ќе покрива 30% од трошоците што земјоделците ги имаат за набавка на гориво на самата механизација. Со можност овој процент во следниве години да расте и до 50%. За мерката од програмата за директни плаќања обезбедивме 200 милиони денари, толку пари ќе се вратат назад кон земјоделците. На средбата со новинарите се објасни дека распределбата на зелената нафта ќе оди фазно. За почеток, Макпетрол ќе дистрибутира така наречени персонализирани картички. Истите ќе ги добијат 55.000 земјоделци. Со картичките ќе може да се купува евродизел за земјоделска механизација. Земјоделците се во дилема колку ќе можат да добијат за да бидат рентабилни. Долната граница на исплатливост е... Ако дадат 100 литра, 200 може нешто ги покрие. Онака до 30 литра ништо. Џабе. Дел од земјоделците пак со кој разговаравме денеска се предпазливи. Чекаат колку ќе им припадне од ветеното субвенционирање на гориво за работа, па потоа ќе коментираат дали овој владин чекор за нив е исплатлив или не. Ќе земеме тогај кога дојдете ќе кажеме то земаме пример толку ми е подобрена ситуацијата се. Вредноста на картичките ќе се движи од 5.000 до 100.000 денари во зависност од пријавената површина и земјоделски култури што се одгледуваат. Предвидено е за најмалку 2 месеца Макпетрол да ја заврши дистрибуцијата на картичките со кои земјоделците ќе можат да ја користат зелената нафта.